Математика за седмо. Математика за седмо. И умилената тема. Умилената тема, нали, на геометрија. Имаме денес со седмо оделение мерење и цртање на отсечки и агли. Сега малце ќе се помачиме, бидејќи направиле грешка и на наставничката, наместо да ја донесат триаголници и линијари за цртање на табла, и донеле за цртање во тетрадка. Добро. Но барем за отсечките ќе се да ви помогнам со отварањето. Ево, отворена веќе. Само вака, Лина, сега ќе се обидеме колку што можеме да бидеме попродуктивни, да избришеме одека само. И ќе помошни да цртаме на табла. Да. Еве вака, за почеток ќе ти давам нацртани, затоа што имаме мерење и цртање отсечки денес. Значи целта е да научат учениците прецизно да ги измерат нацртаните отсечки. Некако им е полесно кога се хоризонтално поставени веднаш, но кога се искосени, имаат малце проблем да ги... Може би треба да го користиме потемно мастило, за да се гледа поубаво на екраните. Добро. Алина, јас додека цртам, може да се подсетиме што беа тоа отсечки? Се сеќаваш како ја дефиниравме отсечката, што всушност е отсечка? Те прашувај таблата. Отсечка бе права, која што има почеток и крај. Значи дефинитивно геометријата ти лежи. Значи вака ако го нацртаме само без почеток и крај представува права. Токму така. Затоа секогаш мора да се стави овде ставаме почеток и крај, за да знаеме дека станува збор за отсечка. Сега Алина со нашиот линијар ќе се обиде прецизно да ги измери дадените отсечки. Значи не ти треба мериш сега? Треба да мерам? Да. Значи што внимаваме? Нулата ја поставуваме кај почетната точка и гледаме на крајната точка кој број одговара. Но каде? 28,5 сантиметри, така и 5 милиметри. Значи Лина забележа, ево ова ќе ставиме дека ни е отсечка А, ова е отсечка Б. Значи Лина забележа дека нашава отсечка е долга 28 сантиметри и 5 милиметри. Или вообичаено кога мериме, тоа го запишуваме како 28,5 сантиметри. Значи само во сантиметри го изразуваме. Може да измериме втората? Втората е 26. Така, оваа не се погоди да е точни сантиметри, 26 сантиметри. Сега Лина повели и нацртај ми отсечка која што е долга 11 сантиметри. 11. Да. 11. Значи што правиш сега? Го поставуваме линијарот, од нулата почнуваме да цртаме, гледаме каде е 11-ката, до таму ја влечеме линијата. Ајде 14,3 сантиметри. 14,3 сантиметри. Еве почнуваме од овде. И внимаваме кога ќе дојдеме кај милиметрите, дека помеѓу 14-ката и 15-ката треба на третата цртичка. Еве уште една. Колку друга сакате да ви нацртам? Мислам дека доволно ти беше, Лина. Благодарам. Може да преминеме на цртање паралелни и нормални прави. Се сеќаваш кои беа паралелни прави? Паралелните прави кои што се поставени паралелно. Паралелно, една на друга. И се ќе видиме како да нацртаме. Кога ни е дадена една права, како да ја нацртаме. Само затоа што беше линк, дали ќе ни го... Дали ќе го пуште? Ете, и овде, нема, најверојатно. Не, може да ни го... Ајде, не. Од почеток? Грешка. Имаме линк на интернет да го отвориме. Ова е тоа? Да. Како се прави десен клик со ова, ние знаеме, така? Мислам дека нема да можеме наставнички. Сега не, затоа што не ни е пуштена, мора да ја наставите шо.
слободно дичење одете да се напиете чаша вода, ние сме овде да го решиме проблемот со слайдов, со линкот. интернетот. Имате пауза од 10 секунди за да се напиете вода. Мартин Неопходен не ни е е. тука за помош. Да. Како да? Не знаеме Ајде, дали ајде. воопшто има интернет приклучено Да, на моментов. нашата смарт табла. Има интернет, само ајде вака тогаш ќе пробаме да го Да се направи, да го да се скопираме копира. цилото. Да, само што тоа не знам. Како се... Не, ова се обидов да го ископирам за да го вметнам. Но... Не можам со ракавиците. Не можеме без Ајде ќе се ова, обидеме. да се обидеме Ајде, на овој начин. меѓутоа за мерењето после за агломерот, ако има некоја техника да ни помогне, бидејќи агломер немаме. Важи. А цртањето ќе го покажеме повторно овде. Ќе мериме од толку агли. Да. Вака со потимното рековме. Видите? Лина, само ќе ми асистираш малце. Секако. Ако ова ни е една права, ќе ја нацртаме вака малку подолга. И ако сакаме да повлечеме паралелна на незе права, еве да поминува низ оваа точка А овдека. Како да го направиме тоа? Погледнете сега. Ќе црташ линија. Треба да. Вака, Треба да измериме. само за да погледнат, не. Погледнете што се прави. Го лепиме линиерот овдека, правиот агол убаво да залепи. Другиот прав агол од триаголникот. Тука. И лизгаме, сега бидејќи нашиве се мали, ќе се поместиме понавака бидејќи евако. Значи, лепиме до правата дадената, триаголникот го лепиме за линиерот со правиот агол да е залепен за линиерот И или го спуштаме правата и надолу. влечеме надолу до точката. Еве али на точката Така, и веќе само можеш треба да Да повлечеме. да повлечеш и правите се паралелни. Значи на овој начин цртаме паралелни прави и сега доколку имавме полуок линијар, ќе продолжевме Ја навака. продолжавме, но јасно е дека Мислам дека е сватија паралелни. постапката за цртање на паралелни прави. Сега, што ако наместо паралелни требаше да нацртаме нормални прави, значи веќе искористиме истата права од тука. И сега, ако треба да нацртаме нормална права на ова, што правиме во тој случај? Сега ќе го поставиме триаголникот овде, од прав агол е повторно. Еве го. А линиерот ќе го ставиме тука за да може да лизгаме надолу. Еве го. Лизгаме. Еве го, малце почна да пише. Еве ги. Ова ни се веќе две нормални прави. Дали некој ќе ни помогне за да отвориме на интернет? Бидејќи имаме Имаме Мартин овде да ни помогне, Мартин, Агли. техничка подршка, го немаме. го немаме добро. Моментов. Па ајде да испрашување. Ќе им објасниме, значи како се, што е најпрво агол. Две полуправи, значи со заеднички почеток ни образуваат агол. Значи како изгледа аголот? Ова е. Едната полуправа, значи има почеток, нема крај. Втората полуправа почнува од истата точка каде што почнала и претходната и на тој начин се образува аголот. Обично го ставаме овој знак овдека за агол. Сега, кога треба да нацртаме, значи вака е ова агол без да ни е дадена конкретно големината на аголот. Но, кога ќе треба да нацртаме агол со конкретна големина, за тој случај веќе ни треба агломер. Со помош на агломерот се цртаат и се мерат аглите. Како се црта? Што треба да внимаваме? Повеќето агломери имаат двојна скала, значи и од десно кога гледаме има од 0 почнуваат броевите и од 180 и од лева страна кога гледаме од 0 и од 180 почнуваат броевите.
Зошто е тоа така? Затоа што зависи на која страна ќе го цртаме аголот. Аголот. Дали на лево цртаме или на десно. Значи во зависност од тоа. Исто така да внимаваат учениците, некои агломирчиња имаат само една скала, да внимаваат, да не заборават да бројат од страната од која што цртаат. Како ќе нацртаме агол? Значи што се прави прво? Се црта долниот крак, долната полуправа, еве ја. И сега, ако треба да нацртаме агол од 50 степени, значи што правиме? Ова е многу важно, како се поставува агломерот. Овдека имаме една точка, крукче или вкрстени две линии во зависност од агломерот. Тоа мора да ни е ставено секогаш во почетокот на аголот, таму каде што ќе цртаме во темето на аголот. Значи го поставуваме тука, израмнуваме, значи не може агломерот вака да е надолу или нагоре, мора да биде да се поклопува Со линијата. нулата со Отсечката, линијата. да. Така. И сега, ако треба да нацртаме агол од 50 степени, значи, бидејќи од каде цртам од деснава страна почнав да цртам, тоа значи дека ќе ја гледам десната нула. Еве ја, нулата гледам каде е 50, еве го 50. Ставаме тука една цртка или точка и потоа темето на аголот го поврзуваме со таа точка и добиваме агол од 50 степени. Сега ќе видиме зошто ни требаше другата страна од агломерот. Ајде ли на повторно помогне ми со линијера да нацртаме нов агол. Сега, доколку почетокот наместо од лева страна го ставевме да биде од десна страна, овде, тоа значи дека сега крукчето на агломерот ќе го ставаме тука, бидејќи овде е почетокот. И сега левата нула ја порамнуваме. И сега, бидејќи нашиот агломер има двојна скала, сега гледаме скалата од левата страна. Повторно гледам каде е 50, тука е. И само поврзуваме. И имаме повторно агол од 50 степени само завртен на другата страна. Што доколку треба да измериме агол, веќе е нацртан и да го измериме. Значи покажавме како цртаме, како мериме е аналогно на ова или ќе нацртаме најпрво еден произволен агол. Сега ќе нацртаме еден тап агол. Ова ни беа остри агли. Еве ни еден тап агол. Повторно, значи сега како кога цртавме. Крукчето го поставуваме во темето на аголот. Порамнуваме нулата со кракот и забележуваме која бројка одговара на линијата. Што може да забележиме дека сега се наоѓа кај 130, што значи овој агол ќе има 130 степени. Она што е друго битно, така запиши го, да внимаваат и веќе избрешеме нормалните прави. Обратно или не со црната? Да. Или овака. Ајде, може да нацртаме еден агол вака ако е даден. Сега, често знаат учениците да сгрешат и кога е вака нацртан аголот, веднаш да го постават агломерот хоризонтално. Меѓутоа мора да внимаваме. Мора линијата да се постави. Внимаваме, значи го вртиме во тој случај агломерот додека да се израмни нулата со кракот на аголот. И забележуваме дека сега овдека гледаме од внатрешната страна 90 степени, 107 степени. Значи овој агол овде ќе има 107 степени. Што доколку имаме, значи видовме остар, видовме тап агол, што доколку имаме неконвексен агол. Како ќе го измериме сите овие веќе да поврземе со 600 оделинците? Значи ќе од обратно, па веќе овие сите беа конвексни и немаше проблем бидејќи агломерот мери до 180 степени. Но што кога имаме агол поголем од 180 степени? Овој да го измериме, може? Ете, ајде затоа што горе за да не избришеме, овој да кажеме дека треба да го измериме. Ајде. Што во тој случај? Имаме два начина. Едниот е
бидејќи знаеме дека кругот има 360 степени, да го измериме овој што може. И да го одземеме Од 360, кога ќе го одземеме овој агол овде, ќе го добиеме тој што ни се бараше. И би рекла ова е поедноставниот начин. И вториот начин, кој е? Овдека со испрекината можеме да продолжиме да направиме 180 степени. Па сега што знаеме? Од тука до тука има 180 степени, па да го измериме само овој агол овде и да го додадеме. И на тој начин ќе добиеме големината на неконвексниот агол. Одлично! Дека технологијата не предаде на овој час, мислам дека Добро се враќаме на старите технологии. Одиме со математика за осмо деление. Осмо делинци, доста одмаравте, ајде на ти учебница.